Филозофија преку филм, 15-то издание на Филозофски филмски фестивал. Шопенхауер, тоа би бил некој долг 3-4 часовен филм кој онака баш би не исцрпил. Второ, Сократ, филм кој не би бил снимен, ама кој би бил многу зборуван. Сетен Керкегор би снимил интензивна драма, каде што поединецот е соочен со неговата потрага за смисла и судрене со апсурдноста на постоењето. Мислам дека ќе биде амбивалентен. Од една страна, на секој човек ќе му се допадне тоа што има некоја адаптација на неговите идеи. Од друга страна, Нео е многу физички спремен, многу се тепа, му ги крши кичмите на агентите, додека Платон нели сака еден по-контемплативен диалог за да се стигне до вистината. Би помислил дали ме разбра, мислам дека тоа би си го рекол, и би се прашал дали ова сакав да го кажам со алегоријата на пештерата. Servant, what is the meaning of all this? И двете се важни, бидејќи секогаш покрај визуелното е важна и таа некоја филозофска или етичка порака. Кураторскиот предизвик на секој фестивал е да се стигне до естетската величина, но и етичната длабочина. Тие двете се неразделно поврзани. Од аспект на организатор, тоа би било трилер, ама на најбрзиот, најмачниот трилер. Тука мислам дека најсоодветен би бил еден документарно-есеистички филм во повеќе епизоди, каде што имаме бавни, долги кадри, монотона, минималистичка музика и глас на некој филозоф доаѓа како сениште, доаѓа и бега. За мене беше пред 2 години кога го имавме Кшиштоф Зануси, веројатно најголемото име на фестивалот до сега, полски режисер. Јас требаше да одам да го земам на аеродром, беше многу жешко, во јуни. Јас доаѓам по шорцови по маичка, го чекам во пристигнување, држам ливче со неговото име, тој пристигнува, шешир, костум, шал, марамица, нови чевли, ме гледа мене и ми вика: "Знам дека е филозофски фестивал, ама си можел да облечиш панталони." Црвениот балон на Ламорис од 58 година, добитник и на Оскар и на Златна палма, што многу ретко се случува. Филм за каде што едно дете среќава балон со свој карактер. Балонот е жив и тој филм би бил одлична метафора за пријателството, за чудата, за реалитетот. А долгиот филм е филм на еден мој омилен режисер Абас Киаростами. Филмот се вика "Каде е домот на мојот другар", каде што детето ја бара куќата на другарчето во соседното село за да му ја врати тетратката. Филмот би бил одлична метафора за моралната интуиција, честноста, совеста и цел филм е прикажан преку очите на едно дете, а преку очите на едно дете можеме најдобро да видиме филозофијата.